и добре дојдовте во втората епизода на Urban Explorer. Јас сум Лепа, вашиот домакин, и оваа епизода е посветена на пирсинг. Каде да се пирсате, што да правите, кој да ве пирса, што треба да правите понатаму, се тоа можете да го видите во видеото. Пирсингот не е само моден тренд. Тоа е древна уметничка форма која датира од преди илјадници години. Луѓето се украсувале со пирсинг од најразлични причини, кои имаат културно, општествено и религиозно значење. Најраните докази за пирсинг на телото се пронајдени уште во древниот Египет од пред 5000 години. Египтјаните се украсувале со пирсинг на ушите како символ на статус и богатство. Пронајдени се мумии со пробушени уши што покажува од кога датира оваа практика во нивната култура. Движејќи се низ континентите, различни култури низ светот го прифатиле пирсингот на телото како дел од нивните традиции. Например, во антички Рим, пирсингот на брадавиците бил символ на мажественост меѓу војниците, додека ацтеките во Централна Америка практикувале пирсинг на јазикот како религиозен ритуал за да комуницираат со своите богови. За време на ерата на истражување, морнарите го прифатиле пирсингот како форма на идентификација и суеверие. Многу морнари ги продупчиле ушите само заради тоа што верувале дека тоа ќе им помогне со морската болест и со тоа да гледаат подобро. Дали им помогнало? Да го прашаме Колумбо. 20 век. Пирсингот се враќа на голема врата за време на панк движењето. Станува символ за бунт и неконформизам, при што панкерите и бунтовниците го украсуваат своето тело со повеќе кратни пирсови како начин на самоизразување. Во поновата историја, особено за време на феминистичките движења во 20 век, пирсингот станува символ на ослободувањето и зајакнувањето на жените. Жените го прифаќаат пирсингот како начин да ја вратат сопственоста на нивните тела и да ја изразат својата автономија. Пирсингот, без разлика дали на ушите, носот или на другите делови од телото, станува моќен облик на самоизразување, предизвикувајќи ги конвенционалните стандарди на убавина и родовите норми. И поздрав, се наоѓаме во студиото, тоест во дуќанот на Bling Bling во ГТЦ. Тука сум со Надица и со Мириета. Здраво на сите. Мириета ни е пирсерот, Надица е собственичка на локалот, на дуќанот, на бизнисот. И тука сме денеска за да дознаеме нешто повеќе околу мигрена пирсингот. Затоа најдобро ќе ни објасни Надица, затоа што јас не знам ништо околу тоа, дојдов денеска да дознам. Прво, многу ми е драго што се почнала да се снима една ваква интересна емисија. Морам да дадам комплименти. Се вака, околу пирсингот, тоа е многу табу тема у Македонија, посебно за мигрен пирсингот. Но во последно време во светот е многу популарна. Според акупунктура, што сите многу добро знаеме, тоа е вид на лечење со игли, кои се ставаат на некое си точно место на телото и помагаат за одредена болест. За ослободување на запушени, како му доаѓа, енергетски канали, така. Барем што имам јас читам. Така, баш. Значи, мигрена имаат 10% од луѓето во светот. Значи, не знам тоа на колку жени, посебно кај жените се случува, има многу различни типови на мигрена. Значи, мигрената може да настане од временските услови, може поради циклус кај жените, од стресови најразлични. Сега, според акупунктурата, има точки на увото кои што се верува дека помагаат во губење на таа болка во главата што се случува. Ние бевме на еден курс во Турција, каде што ни објаснија околу тие точки, каде се наоѓаат поточно. Најпозната точка е дот, точката. После тоа има рук и трагус. Но сепак имаме ние еден одреден начин како ја пронаоѓаме таа точка, пошто таа точка кај секого е различна и зависно од мигрената, дали имаш од десната или од левата страна, на таа страна се става пирсингот. Кај некого се потребни 2 до 3 пирсови да се направат за да да се изгуби таа болка. Помна кога разговаравме на телефон дека доаѓаат со колачиња со да ве почастат за што се со бушкање кај Мириета, и мислам дека верувам дека е така. Да. Јас денеска дојдов со главоболка. Страшно. 2 дена ме мачи цела лева страна. Така верувам дека Мириета ќе ми помогне. Мислам топе тоа што дојде со главоболка, пошто најубаво се осеќа точката. Баш ќе видиме како функционира целиот овој третман. Значи јас денеска
Со Мириета ќе пробаме да се ослободиме од мојата главоболка. Па тоа ќе те пирсам. Може да ми чука срцето. Не боли, многу малку. Има анестезија, така? Ми почна се потом Па ќе ти става малце, ама не дека боли толку. Многу сам вакви работи, а секогаш ми е страв. Нема ми се смеете. А нали се што ми се смее? Добра си? Па не беше толку страшно, боли, ама не боли. Освен мигрена пирсингот, во студиото на Bling Bling пирсаат и со посебно апаратче. Сега јас прв пат гледам вакво апаратче. Јас за прв пат, денеска очигледно дознал. Сакам да ни објасниш малце повеќе во врска со апаратчето. Знам дека е стерилно и дека е нешто што е многу ново и многу подобро од стариот начин на пирсање со пиштол, обичниот по златарите. Така да те молам да ни објасниш. Така, Малку да, повеќе околу не е тоа. ни чудо што не знаеш за ова, пошто моментално во Македонија само ние ги имаме овие апаратчиња. Ексклузивно. Еве како изгледа тоа апаратче, после тоа ќе покажеме и како се врши пирсингот со тоа. Морам да напоменам дека со ова апаратче може да се направат само пирсови во долниот дел од увото или лоб пирсинг. Значи, ова апаратче не се користи за раскавици. Како што кажа, се стерилни и секој апаратче е за една употреба. Се појави многу стана актуелно во короната, бидејќи пиштолите што се во златариве да кажам, не се еден пиштол е и само се менуваат медицинките и не е баш она стерилно, бидејќи пак протекува крв нели при секое пирсање, иако не знаеме, мислиме дека тоа е најобично дупче, може да искочат секакви компликации. А ова апаратче е пластично, на него си е самата медицинка, само се отвара, се пирса на точно место и тоа е Значи тоа. нема никаков контакт уствари пирсерот става ракавици, нема никаков Така е. контакт со ничива Нема кожа, потреба ни од крв. ракавица за ова, заради тоа што ти не ја допираш воопшто медицинката. Така. Само се местото се стерилизира со алкохол и потоа се пирса. Да. Исто така сакам да кажам дека е многу поблага болката кај овие апаратчиња од пиштолот, бидејќи со пиштолот ти немаш осет колку стискаш, а ова иде рачно и со самата рака можеш да ја полека да ја направиш дупката и затоа е понеболно од оние обични Така пиштоли може што пукаат. да го контролираш интензитетот уствари за така. разлика од тоа, Баш така. прито и звукот е страшен. Надица ми кажа многу интересен податок, минатата година на 100 бебиња се дупнати уши баш со вакво апаратче. Да, за Благовец, тоа беше за еден ден, избучивме 100 бебиња и многу сум срекна што бебињата или девојчињата што беа малку поголеми или 3-4 години воопшто не плачеа, бидејќи стварно болката е минимална. Значи, ако се размислувате, Може да дојдете пирс, и да се избушите. Нема време да изреагирам. Ова стварно не е страшно. Пиштолчињата ги препорачувам за меки делови на увото на сите. Ова е прелесно. Значи Сега за нега, ова немој да го допираш со прљави раце. За ова нема да се измањаш 24 часа. Да не го измокнеш. да не го мокра. Да. 24 сата не се допира, после тоа 2 пати на ден. Антибиотик е Свајле, вачкаш. значи навечер Да. антибиотик. Да. Сега TJ. Ајде. Не боли. Не боли. Во последниве децении пирсингот на телото се префрлува од субкултура кон мејнстрим мода. Од пирс на нос до пирсинг на папок и веја, тоа станува многу популарна форма на самоизразување и стил. Професионалните пирсери, почитувајќи ги строгите хигиенски и безбедносни стандарди, ја направија оваа практика уште побезбедна и подостапна за сите. Денес пирсингот продолжува да се развива. Луѓето експериментираат со најразлични видови на пирсингот, трагус, хеликс, пирс на веја, пирс на папок, пирс на јазик. Со тоа ја покажуваат својата индивидуалност и личниот стил. И да не ги заборавиме социјалните медиуми кои овде одиграат клучна улога за нормализација на целиот овој процес и на сите најразлични форми на пирсање.
Значи Индиго ме интересира колку време постои, гледам дека има многу награди. Па сега на 28 ноември славиме 2 години. 2 години. Да. Видов дека имате и мрчови, дека имате Имаме, маички. да. Видов и на Инстаграм дека и ти си Да. една од девојките заштитни лица. Така да. Иначе кој ти е, еве да речеме, најлесен тип на пирсинг? Да Најлесен па сега тој што ќе ти го правам на тебе. Така, а на Или тело? на нос од прилика тука од страна. А на тело, јазик, веѓа, На веѓа. на веѓа? Да. Омилен? На веѓа? Умилен, па би рекла на стомак. Така? Да. Таму не стигнав да се изслушам. Страф ми е. Ајде. Ова не, нареден пат. Од прилика колку ги имаш до сега испирсан? Не ги бројам Има стварно. многу заинтересираност, нели? Па има, да, само што проблемот е што па и добро и лошо е тоа што од кога ќе им кажам за процесот на заздравување дека мора да си прочитаат и да се спремат на тоа, многу и се откажуваат. Повеќе се пирсаат помлади или постари? Помлади, Помлади, така? дефинитивно, да. Колку тетоважи имаш? Последен пат кога ги избројав беа 25, ама Кога сега прв пат се истетовира? колку имав 13 или 14 години и тоа беше во парк со игла за шијање и со туш. Ева. Ама добро, па не ти ја ни направиле Па лошо? добро, да. За тоа, за алатите тоа што ги добро имале? беше. Твоите дома? Па моите дома, мајка ми е најголема поддршка. Исто така почнав и да тетовирам и неа ми дава да се вежбам на неа. Од кога почнав да пирсам, почнав ми зборува, мене едно пирсче да ми ставиш на носот. Така да, она стварно ми е најголема поддршка со што и да сакам. Ајде. А иначе, кога се договаравме, требаше тиџеј да се пирса. Добро? Ама ај натерај го. Да го видиш на видеото, вака како што ми потекува крв, им вака пре. Кон него да му тече крв, разбираш, опушти се. Се треба да легнам, така? Чекај, прво да видиме каде. Зедеме сега некоја средина, само маца косата вака понастрана. Супер. Тука негде кај што ти почну... Да, на меко Може? тоа, така? Да. Сега ќе видиме разликата од пиштолче, на мекиот предел, и игла. Игла. Денеска со игла се пирсаме. Прка ми ја малку. За ова ми дужиш. Страшно. Некој ќе до емисијата за тетовирање, тогаш тиџе ќе го спуштиме. Може. Може? Ти седнеш сега? Овој пат сум не пуштив звук. Да, ето тоа заборавивме да кажем. Бидете јадени пред да дојдете на пирсинг. Па ајде на здравје. Толку? Толку. Ало ти многу. Фала и на тебе. Иако пирсингот може да биде забавен начин да се изразите, од клучно значење е да се даде приоритет на безбедноста и хигиената. Барањето на професионални пирсери, кои ги следат строгите практики за стерилизација и инструкциите за последователна нега, е од клучно значење да се спречат инфекции и да се обезбеди правилно заздравување. И затоа следен пат кога ќе ставите било какви обетки или било каков пирсинг на вашето тело, не заборавајте дека тоа не е само обично парче накид, туку е едноставно дел од историја која вие ја носите со себе. Пирсингот е повеќе од само мода. Таа е прослава на човечката креативност и индивидуалност и неверојатната желба за самоизразување. Чиста петка и за Маша и за Мириета, топла препорака. Моето искуство е, немам зборови, значи искрено, една недела од кога се испирсав, ништо не чувствував, никаква болка, многу брзо ми зараснаа ушите. Сега за сега е се под контрола, ќе ви помогне ако имате она перниче што е за патување, за да можете да спиете на таа страна. Инаку никаков проблем. Топла препорака за двете студија. И ви благодарам на сите што ја одгледавте и оваа епизода на Urban Explorer. Јас се забавував дека ја правев. Едва чекам да почнеме да ја снимаме наредната епизода, а до тогаш поздрав дечки.